Асоциацијата на автомобилската индустрија во рамките на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија на денешната редовна седница меѓу другото ќе расправа и за модалитетите за зајакнување на соработката на странските инвеститори во слободните зони со домашните компании со цел нивно поефикасно интегрирање во локалниот синџир на добавувачи. Со оглед на тоа дека поголемиот дел од странските инвеститори во земјава се претежно од автомобилската индустрија, логично е и најголем дел од македонските компании, потенцијални добавувачи, да бидат токму од оваа или од сродна индустрија. Од вкупно 50 на македонски компании кои произведуваат или се со капацитет да произведуваат различни делови и материјали или пак да понудат услуги потребни во директното производство на автомобилската индустрија, засега се уште мислиме дека недоволен број од нив тоа и го оствариле. Странските инвеститори на процесот на локализација на добавувачите секој пат обрнуваат големо внимание, а се со цел да се оптимизираат како трошоците, така и времето на достава. Локалните добавувачи се пофлексибилни, можат побрзо да се приспособуваат на барањата на странските партнери и да искористат близината и намалените транспортни трошоци да бидат поконкурентни. Нормално тој процес некој пат е бавен. Првиот и можеби најтежок чекор е воспоставување на една продуктивна бизнис комуникација, при што ќе се слушнат потребите и барањата на странските компании. Ќе се презентираат можностите и понудите на домашните фирми, ќе се тестира квалитетот и капацитетот на понуденото, а се со цел да се воспостави доверба за една нормална соработка. Со продлабочување на соработката со странските компании во Македонија, нашите компании понатаму стануваат конкурентни и ќе можат да излезат и надвор од границите на нашата земја со својата понуда, а тоа веќе се случува, како во регионот, понатаму и во Европската унија, но и поглобално. Странските инвестиции од доменот на автомобилската индустрија се релативно млада индустрија кај нас и доправо очекуваме ефектите од нивното работење да се покажат. А во однос на унапредувањето на соработката со постоечките фирми во Македонија, очекуваме да се интензивираат. Потенцијалите за тоа знаеме дека постојат. Токму во таа насока, а како продолжение на низата активности што автомобилската индустрија ги презема, а со тоа и нашата асоциација, на денешниот состанок ќе се иницира одржување на билатерални деловни средби помеѓу странските компании и локалните добавувачи од автомобилската индустрија и придружните сектори. Целта на настанот е да се соберат на едно место најрелевантните странски инвеститори од автомобилската индустрија кои што работат во и надвор од технолошко-индустријските развојни зони, од една страна, и домашните фирми кои или веќе се со капацитет да работат како добавувачи, или имаат желба таква соработка да остварат во иднина. Секој пат на овие средби ние ги охрабруваме присуството и на други релевантни фактори, како што се државните институции, ќе земам за пример неколку, Царина, Дирекцијата за технолошки зони, Агенцијата за вработување, Министерството за образование и меѓународни финансиски фактори, како што се Светска банка, Европска банка за развој и реконструкција и слично. Така на денешната седница членовите на Автомобилската асоциација ќе се запознаат и со пилот програмата за развој на ланецот на добавувачи во рамките на програмата за конкурентни индустрии и иновации во Македонија, дизајнирани од страна на Светска банка по барање на владата на Република Македонија со цел да се стимулираат врските помеѓу малите и средните предпријатија и големите странски компании кои работат во Република Македонија. Програмата дефинира координирани интервенции за поддршка на локалните, мали и средни предпријатија за зголемување на нивната конкурентност и капацитет, за поефикасно интегрирање во глобалните и регионалните синџири на снабдување на големите странски компании и корпорации лоцирани како во, но и надвор од економските зони. Програмата е заеднички напор на Меѓународната банка за обнова и развој и Меѓународната финансиска корпорација. Напоредно, представникот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони ќе го презентира консолидираниот закон за технолошко-индустријски развојни зони преку кој се обезбедува полесен пристап на домашните компании и поедноставување на процедурите и постапките за бизнис соработка со странските компании во зоните. Можноста за инвестирање во зоните веќе е достапна и за домашните компании. Знаеме дека веќе две компании во оваа зона се присутни и инвестираат. Друго исто така важна работа, што сакаме уште да ја пренесеме преку медиумите, а што секако е актуелна, мислам, се условите за работа кај странските компании. Ние како асоциација, а и јас лично како председател,
сме инсистирале и ќе инсистираме овие компании да бидат достапни за вас, за медиумите, за да можете од прва рака да бидете информирани со нивните организации. Затоа денеска сте тука во Ванхол, Македонија, и би сакал да се запознаете со работната средина, која патем ве уверувам дека ако не е иста, е многу слична во сите новоотворени странски директни инвестиции, а во која ќе може да ја забележите имплементацијата на сите домашни и светски релевантни за индустријата стандарди за заштита при работа, како и стандарди за организација на работното место, обезбедена организирана исхрана и превоз, а кои што стандарди се минимум еднакви, а најчесто ги надминуваат истите на своите мајки фирми во странските земји. Згора на тоа, за своите вработени, но и за заинтересираните млади луѓе кои бараат работа преку интерни обуки во компанијата, се стимулира градење на долгорочна кариера на истите. Со еден збор, на работниците им се обезбедени сите неопходни услови за квалитетно извршување на работните обврски, како и градење на успешна меѓународна кариера.